Покрај сметките за струја, за вода, за бензин, па и за фиксна телефонија, по патот кон Европската Унија, капиталистичкиот систем на граѓаните им ги натовари и тие за интернет, за кабелска телевизија, за мобилни телефони, за паркинг простор, за легализации и приватизации и уште што ли не. Ако некогаш просечниот граѓанин се бркаше 4-5 пати в джеп, сега тоа го прави 5кратно повеќе. Затоа многумина сметаат дека скапо ќе чини европеизацијата на современиот начин на живење, во услови кога најголем процент од граѓаните остваруваат одвај по околу 200 евра месечно. Дека ситуацијата е алармантна, зборува се поголемата кредитна задолженост на населението, и тоа не само во традиционално штедливата и претпазлива Македонија, туку и во Србија, Бугарија, а за Грција и да не зборуваме. Граѓанскиот долг кон банките веќе се мери во милиони и милиарди денари. Во уште понеповолна позиција се граѓаните кои подигнале поголеми кредити, зашто оставиле хипотеки, па сега се соочуваат со опасноста да ги загубат заложените објекти, дуќани или семени куќи и станови. Иако никој не води евиденција, меѓу граѓаните се вртат муабети дека на продажба се над 300 семени куќи и нешто помалку деловни објекти. Тоа што некогаш беше светост и никако не се продаваше, сега оди гладко и далеку под реалните цени. Причините најчесто се поради раздолжување, плаќање на школарини за студенти, други непланирани издавоци од семејниот буџет. Во таква ситуација, ако само по себе се наметнува прашањето како да се состави крај со крај, тогаш одговорот е со откажување од многу основни потреби, практично штедење во сите сегменти на секојдневното живење, почнувајќи од храната, облеката, одморот и рекреацијата, културното надоградување и слично.